Добро вечер. Борбата со корупцијата и доброто владење остануваат меѓу клучните предизвици за земјава. Неказнивост, партизација наспроти професионализација и кои се најголемите ризици за корупцијата? Каде системот е најпорозен? Извршната и законодавната власт во акција против судската, реформа или влијание. Вечерва во топ тема дебата со Билјана Ивановска, поранешна председателка на Државната комисија за спречување корупција. Добро вечер. Добро вечер. Благодарам за поканата. И Константин Битраков, асистент по административно право на Правниот факултет Јустинијан Први. Добро вечер. Добро вечер. Со емисијата почнуваме по рекламите. Почнуваме. Ќе почнеме од поопштите кон по конкретните прашања и случаи. Ивановска, вие веќе една година не сте во ДКС откако ви заврши мандатот, нели? Но и понатаму будно ги следите случувањата во јавноста поврзани со корупцијата, доброто владење и ги анализирате. Еве, може да кажете една ваша оценка, дали остануваат и понатаму истите диагнози поврзани со корупцијата или доброто, лошото владење, партизација, непотизам, кронизам, каде се кочи системот? Па морам да кажам дека значајни промени не се случуваат, дека дали станува збор за нашиот менталитет, за начин на живот или не знам како да го дефинирам тоа, меѓутоа старите навики си продолжуваат и понатаму да постојат. Ако земеме во предвид дека најголемите ризици од корупција настануваат токму во процесот на вработување, впрочем и ние кога ја правевме националната стратегија, вработувањата беа како хоризонтална област дефинирани во стратегијата, бидејќи се сретнуваат во сите сектори. И понатаму сме сведоци на партиски вработувања, односно, како што и самите кажавте, непотизам, кронизам, клиентелизам, така што не гледам тука некаков помак напред. Исто така именување и поставување на директори, нели, партиски, веде директори, меѓутоа и директори, нели, како што ќе се договорат партиите со партиски договори. Мислам дека тоа не води напред. Клучните закони не се донесени, ниту законот за административни службеници, ниту законот за висока раководна структура. Институтот веде директори понатаму се злоупотребува со тоа што па сега приметивме дека се назначуваат веде директори со почеток од, а не кажуваат до кога. Иако например, во материјалните закони не е дефинирано дека треба да се дека има можност да се постави веде директор. Значи нема можност, треба да се бира директор, а од друга страна владата поставува веде директор и кажува тој ќе биде веде директор почнувајќи од тогаш и не кажува до кога. И демек требало сега да се прави некаква паралела со законот за јавни предпријатија каде што стои дека може, нели, да биде веде директор во време трајање од 6 месеци. Значи не знам какви толкувања овие правниците прават, навистина тоа се небулозни состојби. Така што искрено да кажам, не гледам помакнување напред. Од друга страна го добивме извештајот од Транспаренси и таму паднавме. Донесениот закон, кривичен законник многу ја наруши целата состојба. Не знам, со мнозинство од сите, тогашната со присуство, мислите, да, кворум, добро, со обезбеден кворум на сите, значи едните изгласа за своите идни кандидати, а овие другите беа присутни за нивните сегашни кандидати, како и да е, неказнивоста повторно, нели, си царува, тоа е еден висок фактор, ризичен фактор од корупција, така што, не знам, мислам дека ако си имаше искрена волја, во ова изминатава година можеше да се седне сериозно на маса и да се подготви сериозен кривичен законник, да се одмерат колкави треба да бидат казните за да имаат, нели, ефект, за да не се случуваат такви кривични дела. Дури на почетокот на годината се имаше најава од Министерството дека се формира работна група, дека ќе се прават некои брзи измени за да се покријат штетите од кривичниот законник, тоа дури сега е во тек. Да, не знам сега дали така може на брзина да се направи. Доволно нека ги вратат старите одредби, тоа е најбрзо, а потоа нека размислуваат што се треба да се направи. Работни групи имаше и од претходно направено. Мислам, не манкаат работни групи, меѓутоа дали тоа што ќе го изготви работната група секогаш ќе биде прифатено од
политичката волја. Тоа е прашањето. Значи, ние имавме работна група, работеше на кривичниот законник. Ние добивме една верзија од кривичен законник, а од друга страна во собранието за неполни 24 часа се донесе овој кривичен законник. Носењето закони по скратена постапка, критикувано од сите засегнати страни, повторно се случува во собранието. Не гледам некаква разлика, така што не можам да кажам дека одиме во некаква нагорна линија. Да, големиот закон, кривичниот законник е уште во процедура, тој е во Брисел, треба да оди да се врати, има рок до крајот на годината според реформската агенда, според истата таа агенда до крајот на годината си дел од законите за администрација кои што ги спомна Ивановска претходно. Дали вие таму гледате голем дел од проблемите за корупцијата во општеството и владењето? Добро, најнапред да бидам искрен, сметам дека малку треба да се трнеме ние од дискусиите за законите и квалитетот на законите во нашава држава и да го разговараме за тоа како е поставен институционалниот систем и како законите се применуваат. Реални да бидеме. Законите, барем изминативе, да речеме 15-тина до 20-тина година, колку што јас можам да знам или да ги следам, и возраста моја толкова да толку знам, другото е за мене историја, постојано се унапредуваат, постојано се подобруваат, постојано имаме ние позитивни оцени, најчесто на законите од страна на сите меѓународни наблюдувачи, од сите, да речам, наблюдувачи внатре, но повторно не добиваме резултати. По мене, за да зборуваме ние за превенција на корупцијата, мораме да имаме неколку аспекти. Прво, треба секоја институција ревносно да ја работи својата работа. Кога велам ревносно да ја работи својата работа, значи да нема префрлање на топка на други институции. Кај нас го има малку оној менталитет дека никој не е виновен за состојбите кај себе, секогаш недостасуваат ресурси, недостасуваат луѓе, недостасуваат простори и слично. И истите тие институции кои ќе ги добијат ресурсите и луѓето и просториите, повторно немаат резултати. Втората работа, или вториот предуслов за да постои ефективна превенција на корупција е да постојат казни. Значи, секој студент по право, уште во втората година од студиите, учи дека основата на казната или идејата на казната е да има генерална и специјална превенција. Генерална значи другите да те гледаат бидејќи си казнет да не посегнат да го сторат оно што си го сторил, специјална за себе. Значи ти да не го повториш делото. Ако не успееме во едно 10 години, а не успеавме, лица кои што биле осомничени, обвинети, не можам да речам биле криминалци бидејќи се испоставило дека не се. Ако не успееме да ги санкционираме, нормално дека секој друг ќе посегне по корупција и на крајот сложеноста, комплексноста на системот на јавниот систем или системот на јавни институции, кога велам јавни институции, не мислам само на администрацијата или на државната управа, мислам на јавниот сектор како таков, кај нас ја зголемува можноста за корупција. Сега, како да го објасним ова најпросто? Колку повеќе државна интервенција во приватните односи, во меѓучовечките односи, толку повеќе и корупција. Значи, колку повеќе институции, колку повеќе инстанции на одлучување, колку покомплексни закони, колку повеќе директори, колку повеќе глави што одлучуваат, нормално толку поголеми шанси за корупција. Така што кај нас, за да говориме за реформа, која што би не донела на некој начин до подобра превенција на корупција, ние треба прво да имаме култура која што ќе почне од највисоко па до најниско ниво, каде што секој гледа прво кај себе да постави правила на однесување кои што ќе бидат, да речеме, пример за другите. Понатаму треба да зборуваме за реформи во судството, но повторно велам, не значи дека законите се проблем и на крајот треба да го поедноставиме системот. Ние во моментов имаме 100 органи на државна управа, 900 јавни установи, 100 и нешто јавни предпријатија, вкупно 1300 институции во јавниот сектор. Колку повеќе институции во јавниот сектор постојат, нормално, инхерентно, поверојатно дека ќе постои корупција. Така што, затоа не значи дека само законите се, повеќе аспекти треба да гледаме. Спомнавте и парите и финансирите. Нели вие, еве да речам, сомнително тоа што, не некаков индикатор тоа што тие институции кои што треба да се независни, ги немаат потребните средства и ресурси. Пример, еве и ДКСК во извештаите, Народниот правобранител, нели за судството и обвинителството, знаеме дека тие со години не го добиваат пропишаниот буџет. Нели тука има некаква позадина, гледате или тоа е случајно според вас? Позадина секогаш ќе има. Значи, апсолутно дека има спрега или една
тензија, оној кој што треба да биде контролиран, не сака да биде контролиран. Јас не можам да разберам зошто сме толку изненадени дека извршната власт не сака да има независни контролори. Па се разбира дека не сака да има. Јас не мислам дека било каде во светот постои извршна власт која што вели ве молам многу контролирајте ме. Но прашањето е како овие институции се поставиле во целиот тој, да речем, институционален поредок да дозволат да немаат доволно ресурси. Судството, зборуваме веќе 20 години дека го нема оној загарантиран дел кој што му следи по законот. И каква е реакцијата на судството? Од друга страна, и парите не секогаш се одговор на сите проблеми. Еве да бидеме искрени, Државната комисија за спречување на корупцијата на почетокот на претходниот состав имаше многу помалку средства. До крајот на мандатот се зголемија. Но тоа не значи непосредно дека веднаш ќе има резултати. Едноставно повеќе, како да кажам, повеќе фактори се. Човечкиот квалитет, интегритетот и волјата се најважни. Тука немаме дилема, Уште една мисла која што во науката има кажано, не можам да се сетам кој научник, меѓутоа генерално се однесува на овие превентивни тела. Како што го спомнавте народниот правобранител кој што врши контрола нели на лошата администрација, која што делумно е поврзана со корупцијата, како што е Државната комисија за спречување на корупцијата. Овие тела треба да бидат пример, но тие се, вели авторот, најуспешни во држави каде што најмалку се потребни. Што сака да каже, оному каде што има најмалку корупција, нормално омбудсманот ќе е најуспешен или обратно. Така што не мора да значи дека само парите се, и од друга страна треба да гледаме како се врши работата. По мене, се надевам поранешната претседателка на Државната комисија за спречување корупција нема да ми замери, по мене Државната комисија за спречување на корупцијата, на пример кај нас, треба прво да појде од својата превентивна улога, помалку предмети да се отвараат, повеќе да се фокусира на општите состојби во јавниот сектор, во смисла на антикорупцијска проверка на легислативата, во смисла на давање на совети, па да речам дури можеби и помалку фокус на конкретни предмети на пресовите. Нека има прес, но пресот нека се однесува од време на време на 10 случаи каде што се забележува една конкретна аномалија, а не пресови во поглед на случај, и после се отвара предметот не може успешно да се затвори бидејќи овластувањата на ДКСК се такви. Едноставно таму работат административни службеници кои што немаат истражни овластувања и на крајот имаме само, како да кажам, најава за предмет запрен поради тоа што не може понатаму да се постапи и слично. Ќе спомнеме некои конкретни предмети, но прво ако сакате и вие да одговорите на тоа. Не, мислам не, воопшто ништо не замерувам, напротив, мислам работата што сме ја сработиле си стои. Така што ние огромно внимание посветивме на превентивната улога на што треба да ја, нели, институцијата да ја има. Таа ја водевме и преку кампањи, и преку соработка со институции, и преку воведување на политики на интегритет, обуки на лицата назначени за, нели, кои што институциите ги овластуваат да бидат лица за интегритет и така натаму. Многу проекти помина и баш превентивната улога на институцијата дојде до израз, а како резултат на тоа и анализата што ја правеше МЦМС кон крајот на 23-та година, односно анкета на граѓаните што мислат, нели, за корупцијата, имаше тука помак. Мислам дека малку од малку процентите се намалија, односно се зголеми процентот на лицата што сметаат дека има надеж во државата, значи малку од малку се влеа некаква надеж. А што се однесува до другите предмети, со законот што се донесе во 2019 година, токму во тој дел малку се зајакна ингеренциите на институцијата во смисла дека може да поднесува иницијативи за кривично гонење, иницијативи за одговорност, така што мислам дека ние не одскокнавме од она што ни беше, нели, законски дозволено. А што се однесува до примената на законите, се согласувам дека законите не се толку лоши колку што намерата на оној што треба да ги примени е во прашање. Ако сакате да не одиме понатаму, прашањата што ги отваравме за непотизам, тие сите беа во согласност со закон, меѓутоа беше дискреционото право беше злоупотребено, а дискреционото право зима сила од политичката волја. Знаете како оди тоа. И тогаш имате вие некој кандидат кој што се нашол на 40-то место да избие само преку интервјуто на прво место и да биде приман, што значи дека мотивите и волјата на поединците што одлучуваат доаѓа до израз, а тоа е
се политичките партии кои сметаат дека се над законите, кои сметаат дека политичката волја е таа што одлучува, за жал, а не она што е пропишано во законите. И од тука доаѓа лошата примена на законите. Така. Сега да се вратиме на конкретните предмети, секоја комисија и вашата се оценува врз основа на предметите кои што се поврзани со високопрофилни случаи. Вие имавте такви случаи, сега и овој состав вниманието на јавноста е повеќе насочен кон тие каде што има функционери, звучни имиња од власта. Еден од тие предмети е поврзан со сертификатот на првиот човек на АНБ, Бојан Христовски. Тој предмет со месеци нема разрешница од истражните органи, но ДКСК го затвори со одлука дека не можат да се произнесат за факултетската диплома со оглед на тоа што тоа е надлежност на просветниот инспекторат, во однос на јазичниот сертификат пак поради тоа што обвинителството е тоа што треба да истражува. Еве вие како председател на претходниот состав, како вие постапувате и каде ги гледате разликите во чекорите? Па не знам, тој предмет некако отвори повеќе дилеми, да бидем искрени. Пред се од начинот каде беше насочен, кога излезе одлуката, видовме дека според одлуката дека предметот е работен во оделение за судирни интереси, што малце е чудно. Ако се отвори предмет за да се испитаат дали кандидатот ги исполнил условите за да биде директор на агенцијата, тогаш тоа не е прашање за оделението за судирни интереси. Мислам тука први, нели. Понатаму го работеше член на комисијата кој што сите знаевме дека претходно има предавано на тој факултет, апсолутно требала да се изземе, па потоа нели излезе коментар дека таа се изземала, па комисијата и рекла да не се иззема, што е небулоза, значи изземањето е лично чувство и никој не може да ви застане на патот ако вие сметате дека имате може да е пристрасен. Така е тоа, значи нема врска. Понатаму не дадоа прецизни одговори дали се исполнети условите или не. Добро, за сертификатот нека каже обвинителството точно, не може да вештачат. Меѓутоа може да каже дали се исполнети другите услови. За мене е спорно тоа што кандидатот прво беше назначен за директор, па потоа е направена безбедносна проверка и тоа направена безбедносна проверка од негови подредени. Мислам, и тоа не е во ред. Не добивме прецизен одговор за стажот, дали има 12 години, кога, како, односно кажа дека има, ама не кажа од тогаш до тогаш работел таму, работел вам, мислам, да се увери јавноста дека е тоа така што мислам дека тука има повеќе некои работи кои што особено што медиумите успеа многу повеќе да истражат и да откријат за овој случај, отколку што можевме да слушнеме од надлежните институции. Од друга страна, исто така малку ми е чудно што во обвинителството толку долго се завлече истражувањето, имајќи во предвид дека за директорките кои што имаат таков сертификат од истото јазично студио, предметот се реши многу побрзо, односно МВР дојде до информации дека тие поседуваат лажен сертификат. Зошто не се пристапи кон истиот начин? Од трета страна пак, кога веќе се поставува прашањето за лажните сертификати во државата, а знаеме дека ги има многу, а бевме сведоци кога премиерот ја даде папката на председателот на опозицијата, дека еве и во вашите редови колку има, значи дека многу има. И што значи тоа? Дека ќе има меѓусебен договор меѓу нив. Дека готово веќе се затвара темата или требаше сега да се направи список на сите институции каде што се избираат и именуваат директори или што и да се министри, што и да се, каде што се бара познавање на англиски јазик со одреден сертификат и сите сертификати да се проверат. Да, еве имавме пред некој ден од МВР нова кривична пријава за лажен сертификат, но значи зошто бидејќи имаме сложена ситуација, ајде да направиме контрола на сите. И готово. И да знае јавноста кој лаже, кој не лаже. Мислам, заслужуваат, барем тие две директорки заслужуваат правда, мислам, не се тие сега тука жртвени јагнења во однос на овие други. Многу тука се кријат. Од друга страна, и во опозицијата, има таму луѓе кои што имаат и вистински сертификати, кои што со своји труци дошле до дипломи, кои што се реално учени професионалци. Тие требаше да се изборат и да исчистат тоа што е другова лажно. Пред институциите што за тоа се надлежни, да.
Вашиот став? На почеток ќе се навратам на нешто што го кажа поранешната председателка на ДКСК, во поглед на начинот на кој што сегашниот состав на ДКСК постапи, тоа е оно што го зборував на почетокот. Значи, секоја институција кога ќе се постави исправно спрема својата работа и ефектите се верижни. Значи, ако гледаме интегритет во повеќе институции, тоа и надолу во системот оди. Ако дел од членовите беа изземени, оние кои што имале некаква инволвираност со тој конкретен предмет, ќе имаше, како да кажам, перцепција за поголем интегритет. Исто беше и во минатиот состав и тогаш имаше, нели, дискусии кога велам се судирни интереси, не алудирам дека постои корупција, но судирни интереси е една состојба каде што постои потенцијал за корупција. Во претходниот состав исто така имаше судирни интереси потенцијален каде што пратеник во собранието одлучуваше за дел од членовите кои што беа во сватовство сродно, така што Ама добро, тој ни беше нас прв предмет. Комисијата прво седна да се соочи сама со себе со тој предмет. И беше најдено дека нема судирни интереси. Значи дека не се блиски лица по она што го имате вие на правен факултет дрвото, меѓутоа нашиот став беше дека од етички аспект тогашниот председател на собранието требало да стане да се иземе. Тоа ми е зборот. Значи, ние интегритетот на институциите го градиме ако секој гледа во својата институција најдобро што може да се постави. Сега, за овој конкретен случај, да ви кажам искрено, јас не можам да коментирам отворен случај во обвинителството и мислам дека не е честно. Секој кој што е правник знае дека предмет тековен во обвинителство не се коментира. Ајде позадината на проблемот да ја погледнеме, оно што на почетокот го спомнав. Колку повеќе органи и колку покомплексен систем, толку повеќе можност за корупција. Толку ли е сложено на држава која што има 100 директори во рамките на државната управа, значи зборувам на централно ниво, и уште 900 ако ги земеме сите други јавни институции, да има еден испитен центар? Зошто бараме исправи издадени од приватни ентитети, односно не се тие приватни ентитети, тие се лиценцирани испитувачи, но зошто бараме лиценца за познавање на јазик кога можеме самите да го сториме тоа? Кај нас имам представа дека ние толку многу го искомплициравме системот за да дојдеш на дадена позиција, па и да бидеш вработен, еве во моментов исти такви тестови, односно да не одам на сега веќе не се бараат. Такви тестови, такви некои исправи за познавање на компјутерски програми и слично ги вадиме и нормално е кога толку ќе биде комплициран системот да постои поголем простор за корупција. Така што двете страни на паричката треба да ги гледаме. Од една страна ворете, можеби постои злоупотреба, ќе си покаже и страката. Од друга страна, ајде да го поедноставиме системот. Ако можеме ние да имаме државна академија за суди и јавни обвинители, кои што се 100 обвинители, 300 суди, мислам за иницијална и континуирана обука и за тест. Зошто да немаме една државна академија за државни службеници, која што ќе ги врши овие тестирања? Зошто да немаме една државна академија каде што исто така и потенцијалните функционери, кандидатите ќе се тестираат? Значи да го поедноставиме системот, за да се поедноставиме работата. Прашањето е дали има волја. Ако за еден човек може за 5 дена да се утврди, зошто за друг треба 5 месеци да се утврди? И таа селективност е она што наметнува дополнителен сомнеж. Добро, сега мислам дека не треба ние секогаш да посочуваме да ја префрламе топката. Зошто е така, нека си даде образложение обвинителството, не сме ние оние кои што треба да коментираат. Но она што ние може да го сториме, еве како наблюдувачи од, да речам, во поширок контекст граѓанскиот сектор, јас од Установа, Билјана од поранешна функција и сега како експерт, можеме да прокоментираме како да го подобриме системот, значи како да ги поставиме правилата да бидат помалку склони или пак да бидат поимуни состојбите на корупција. Тоа е прашањето на кое што треба да одговориме. Дека секој поединечен случај ќе го решиме, нема да го решиме. Така, уште еден предмет е актуелен поврзан со работата на антикорупцијската комисија. Тоа е дали заменик директорката на агенцијата за разузнавање ги исполнила условите, особено оној за 10 години стаж, за да биде назначена на таа функција. ДКСК го затвори предметот со образложение дека таков предмет има и во обвинителството. Од обвинителството одговорија дека истражуваат, но не тој аспект, туку друго, дека условите за вработување не се кривичен аспект. Како ве гледате на овој предмет? Дали вие сте имале некаков ваков сличен каде што сте разгледувале услови за... Да, сме имале конкретни предмети за веќе избрани лица. Дали ги исполнуваат, имаше баш еден беше заменик директор
избран од собранието и кажавме ние дека фактички човекот не ги има исполнети условите, се нашол на таа позиција, дадовме препорака до собранието и така натаму. Мислам дека требаше ДКСК да се произнесе по случајот дали се исполнети условите или не. Тоа можело да го направи. И дотолку повеќе што ДКСК има склучено меморандум за соработка со јавното обвинителство. Прашањето, мислам, она што го прочитавте, нивниот аспект е да не дојдеме до преклопување на работите, меѓутоа не би дошле во преклопување бидејќи обвинителството не се занимава со тој дел. Така што можеле да седнат на иста маса. Имавме и ние еден таков случај, кога беше за Рашковски случајот за поранешниот генерален секретар, за да добиеме во време, седнавме на иста маса со обвинителите, ние сме до тука, повелете вие понатака и имаше брзо ефект. Значи, кога се сака, се може. Така, мислам дека требаше сега да направат некаква таква соработка, ДКСК да си каже во овој дел, каде што се гледаат условите, ги исполнува, не ги исполнува, зашто не ги исполнува, анализата да им покаже, обвинителството нека си продолжи понатаму. Сега, дали се исполнети условите или не се исполнети, тоа лице е назначено, односно именувано од страна на председателка, така? Да. Дали на председателката ја кажано се во однос на условите? Дали таа била запознаена со лицето, дали ги исполнува условите или не? И тоа е прашање. Ако знаела дека не ги исполнува, а ја именувала, тоа што е тоа? И тоа е злоупотреба, така ли? Прашањето е што знаела председателката, што е презентирано на председателката, дали лицето ги исполнува условите или не ги исполнува. Лесно се проверуваат тие работи, не разбирам зашто треба толку, па и на затворена седница да се каже. Ако условите се дефинирани јавно во закон, во се тогаш, што има потреба за истите да се зборува на затворена седница. И тоа не ми е јасно. Добро. Може би поради некакви тајни документи, пошто се од Агенција за разузнавање или... Ама нема врска, се си кажува Законот за класифицирани информации што спаѓа во доверливо, што спаѓа во недоверливо. Ако имаме ние јавно кажано потребни се тие и тие услови да ги исполнува, вие новинарите 100 пати ги кажавте на телевизија, значи тоа не е тајна работа. Тоа сакам да речем. Но има и различни толкувања сега, дали... Па се добро тоа, јасно дека имам, јас логицирам едноставно. Значи, ако јавно е кажано што треба да исполни, јавно треба да се каже дали е тоа исполнето или не. Добро, и каде го гледате вие овде проблемот за ваквото постапување? Па не знам сега, некако како... Мислам дека требаше да си ја завршат работата до крај. Као се префрла вината на обвинителството не вината, него топката во случајов, обвинителството ќе реши, обвинителството вика јас не го гледам тој аспект, мислам дека требаше да седнат на заедничка маса и да си кажат, ние ќе го гледаме ова, вие продолжите си натаму ако гледате кривичен аспект, не знам што ќе гледате, а вака гледам дека може да си се протне целата работата нели префрлија топката во туѓ двор и готово. Генерално, еве една година подоцна, каде ги гледате разликите во постапувањето со оној состав во кој што вие работевте и начинот на работа со... Добро, секој си има различен начин на работа, очигледно дека нивниот начин и нашиот начин не се исти и тоа е тоа. Мислам, јас и друг пат ме прашале ваши колеги да давам оценка. Не може да се дава оценка додека не се направи проценка на сите параметри кои што нели дефинираат работата на институцијата. Знаете, во ревизија имаме позитивно мислење, мислење со резерва, негативно мислење и недавање мислење. Не се дава мислење кога се нема доволно нели аргументи, документи и така натаму. Ја не сум влегла во институцијата па да гледам што прати, како работат. На крајот на криштата Европската комисија ги следи, Стејт департментот следи, мислам, ние знам дека постојано нели се даваат информации, се следи работата, ќе си дадат тие своја оценка на сработеното од страна на комисијата. Невладиниот сектор ги следи, кажа дека треба да бидат нели повеќе проактивни. Тоа сите доаѓаме до тој заклучок затоа што недостасува таков еден независен фактор нели во општеството, меѓутоа особено гласен што ќе алармира. Што ќе алармира? И тоа е превентивната улога, ставот, интегритетот, етичкото однесување, давањето пример како треба. Тоа е јасно е дека
ДКСК нема ингеренции да гони и длабоко да истражува корупција, но да алармира онаму каде што Апсолутно. има ризици на корупција, а една од областите во која што генерално и невладините и експертите реагираат дека се можни злоупотреби или корупција се и јавните набавки, и затоа медиумите и невладините многу ревносно или будно ги следат овие постапки и често има и реакции на таа тема. Деновиве во фокусот на јавноста има реакции откако беше обелоденето дека е завршен тендерот за паркингот кај клиничкиот центар Мајка Тереза, дека само една фирма, албанска фирма, се пријавила. Што ќе добие фирмата? Треба да изгради 2 монтажни гаражи на паркингот, а државата ќе добие само 1% од заработката годишно. Повеќе на оваа тема од прилогот на колешката Нина, па се враќаме со коментар. Министерот Таравари е подготвен да не го потпише договорот доколку јавноста се противи и во случај владата да укаже на пропусти за катната гаража на клинички центар. Зошто на овој тендер се јавила само албанската компанија Ѓока Construction и дали министерот го разгледал портфолиото на истата компанија, Таравари со став. Јас не се разбирам од тоа и да ми дадете портфолио, не ме ни интересира тоа, меѓутоа не е за 20 години, чисто да ви кажам. Значи, по физибилитетот е предвидено да биде за 20 години. Меѓутоа, во меѓувреме, имаме одлука на влада дека паркингот може да се користи додека клиничкиот центар е тука. Јас лично мислам дека клиничкиот центар тука нема да биде повеќе од 7 до 8 години. Значи, како ќе биде потпишан тој договор? Ние сме го ставиле... Ако јавно-приватно партнерство треба да имате рок и рамка, ние сме го ставиле и тоа како услов. Според податоците на бизнис мрежа, акционерското друштво Ѓока Construction Тирана е основано на 4 мај 2022 година и е подружница на истоимената фирма од Албанија, која постои од 1994 година. Рок Ѓока е овластено лице. Во 2023 година фирмата Ѓока Construction немала приходи, туку само расходи од околу 88.000 денари. Фирмата во Албанија, според јавно објавените податоци, во 2023 година има остварено профит од 33,8 милиони евра без пресметаниот данок. Доколку се потпише договорот, Ѓока Construction ја има обврската да изгради катни гаражи за 6 месеци до 1 година. Во огласот се предвидува приватниот партнер да изгради 2 катни монтажни гаражи, да стопанисува со целиот паркинг на клинички, за возврат пак државата да добие само 1% од вкупните годишни приходи. Според премиерот Мицковски, владата се уште нема донесено одлука, но таа одлука ќе се базира на тоа што го содржи тендерската документација. Фирма која што нема бонитет, нема кредибилитет, ниту технички карактеристики, нема да биде избрана, рече Мицковски. За СДСМ договорот е крајно сомнителен и отвора сомнежи за корупција. СДСМ бара министерот Таравари да одговори колков е неговиот личен интерес во ова, изразен во проценти. Постои ли провизија од оваа сомнителна сделка? Цената за паркирање би се зголемила од 30 на 50 денари на час, додека проценетата вредност на договорот е 10,3 милиони евра. Со години наназад, граѓаните се жалат за хаосот во паркингот на клинички центар. Вела дека е потребно да тргнете неколку часа порано за да стасате навремено на терминот кој го имате закажано. Ваква е сликата која секојдневно ја живеат луѓето кои мораат да го посетат клинички. Голем дел чекаат со часови, барајќи паркинг место, дел неволно го напуштаат со намера следниот ден да дојдат, што не е нималку лесно доколку имате закажано термин и доаѓате од друг град. Еве, ги слушнавме денешните реакции на оваа тема. Битраков, гледате ли, ако гледате воопшто некаде проблем и слабост, и дали можеби тоа е во самиот начин на кој што, во самиот оглас кој што бил објавен или пак? Да ви кажам искрено, предметов до доаѓање во емисија го немам премногу разгледувано, ниту пак документацијата која што вие имате, но постапката е постапка за јавно-приватно партнерство. Значи, во тој дел
Јас верувам дека процедурално се е исправно, односно спроведено на како што треба, бидејќи законот за концесии и јавно-приватно партнерство е многу едноставен. Јас пак да не звучам како да речем, како да ги избегнувам вашите прашања, но пак ќе поставам едно друго прашање. Зошто јавно-приватно партнерство? Ако е државно земјиште, ако ние имаме јавно предпријатие на ниво на град Скопје кое што стопанисува со овој паркинг простор веќе колку 20 на години, ако имаме јавно предпријатие на општина Центар кое што исто така може да му се даде да стопанисува, зошто се одлучило да се оди на јавно-приватно партнерство? Кај нас има еден феномен, особено во овие сфери каде што ние имаме јавни предпријатија, да има повторно набавки. За мене тоа е малку спорно. Ако државата формирала јавно предпријатие или во случајов градот формулира јавно предпријатие за стопанисување со јавниот простор, паркинг простор на ниво на град Скопје, зошто нам ни требаат приватни партнери? Истото може да го спомнеме и на централно ниво. Ако ние имаме јавно предпријатие за државни патишта кое што треба да гради и одржува патна мрежа, зошто ние постојано имаме концесии? Во ред, законот го дозволува тоа, не е спорно. Но дали баш во секој случај ние треба да имаме концесија? Дали баш во секој случај за секаква инвестиција треба да имаме јавно-приватно партнерство? Јас ако добро разбрав, станува збор само за стопанисување на паркинг просторот и градење на монтажни гаражи. Монтажна гаража не е некоја комплексна инвестиција. Од тука можеби прашањето е пак еден чекор назад. Зошто јавно-приватно партнерство? Реакциите на јавноста јас не видов дека се конкретно за малверзации во договорот. Јавноста реагира зошто воопшто се случува ова што се случува. Јавноста да, меѓу другото реагира зошто државата ќе добија само 1% од зошто е така формулиран договорот, односно се уште нема договор огласот, зошто само 1% ќе поскапе паркингот од 30 на 50 денари. Исто така и поради тоа реагира јавноста, но еве она што рековте, нема да го третирам избегнување вашето прашање, напротив вашите дилеми можеби треба да се постават. Едноставно не е јасно на кој начин, и тоа е еден посуштествен проблем во нашата држава, на кој начин ние располагаме со државната собственост или со стварите, кога велам ствари, мислам во смисла на стварно право, државната собственост, односно добрата од општа употреба. Во крајна линија, тоа може да се даде, клиниките имаат правен субјективитет, може сами да располагаат со паркинг просторот пред нив, ако веќе се обидеме да најдеме алтернативно решение на ова постоечково. Ако не е клиниката, може да располага, предпоставувам, јавното предпријатие паркинг за општина Центар, ако веќе не е градското. Така што, за мене проблемот е повторно суштествен, односно треба да го гледаме еден чекор поназад. Зошто дошло до како да кажам, до јавно-приватно партнерство, исто и во јавните набавки, ако веќе зборуваме за нив. Точно дека кај нив има бројни проблеми, од начинот на кој што се бираат понудувачите, од најповолните понудувачи, до сумата, средствата кои што ги користиме во јавните набавки. Но едно прашање кое што многу често се пропушта во анализите да се постави е дали некогаш е потребна јавна набавка. Значи, ние имаме институции кои што имаат, да речеме, вработени IT инженери, лица кои што се вработени за, ова го давам само како хипотетички пример, лица за мрежно поврзување, истите тие институции набавуваат услуги од странски фирми или од домашни фирми, мислам од страни. Така што проблемот е кога и како ние се решаваме дека треба да објавиме тендер. Кога за концесија, кога за јавно-приватно партнерство, кога јавна набавка е обично според законот за јавни набавки. Зошто ние не стопанисуваме или не располагаме со добрата во општа корист или добрата во државна собственост самостојно? Или преку јавните предпријатија државни? Ова е легитимна дилема која што се јавам во многу сфери на прашањето за концесии и јавно-приватни партнерства. Ивановска, и вие? Да се согласувам со констатацијата на соговорникот и ја би се вратила уште еден чекор поназад. Мене не ми е јасно која е визијата на државата. Ке прави нов клинички, нема да прави. Ако прави нов клинички, што ке тука инвестиција? Право. Ке ја подобрува 8 септември или нема да ја подобрува? Ние не гледаме јасен став и самиот министер кажа за 7-8 години како ќе потпише па со тој договор за 20 години кога 7 до 10 мислам дека беше. Не, за 20 години е концесијата, нели, партнерството. А за 7-8 години можело да се гради нов клинички. Додека не се изгради клинички, да. Значи немаме ние јасна представа што треба. Друга работа што е многу поважна, зашто и да правите, вие треба да ги гледате работите и од еколошки аспект, од животна средина.
Сега отприлика 1000 коли се собираат на паркингот. Со тие гаражите уште толку ќе се собираат. 800 мислам дека. Отприлика, да. Значи ќе бидат 2000 коли. На што ќе личи тоа? Болница ќе биде или што? Или бомба во болницата ќе биде со издувни гасови, со не знам што? Во болницата уште да се става толку колите треба да се тргнат од болницата, треба да се бидат нели оние болнички коли што сидат и така натаму или значи да се тргнат од болницата треба колите. По мене. А не да се пикаат внатре во самиот круг на клинички центар. Значи тоа е уште поголема болест да се внесе во тоа. Прво тоа прашање. Второ прашање, каква е тендерската документација за да има само еден пријавен? Да имало повеќе пријавени, овој процент од 1% што е за државата, ќе се лицитирал, имал можност да порасне. Трета работа, би се поклопила со кажувањето, да. Значи, ова е доходовно. Тие со 25 денари, па за 6 години ќе си ја вратат инвестицијата. Со 25 денари, а не со 50. Значи со 50 за 3-4 години инвестицијата ќе се врати назад. Па кога е толку доходовно, токму така постојат јавни предпријатија, нека си работат тие, нека си ја бркаат работат. Знаете како кај јавните набавки, генерално, односно кај набавките кои што ги врши државата, еве не мора да јавна набавка по законот за јавни набавки. Треба ние да имаме стратегија во кој случај набавуваме добра стоки и услуги. Кога не, кога да. Еве да дадам еден поинаков пример, да се тргнеме малку од конкретни, да зборуваме хипотетички. Исто како што спомнав, имаме јавни предпријатија за одржување на државните патишта и едно за магистралните патишта. Не точниот назив сега во моментов не ми текнува. Значи едно е за автопатите, едно е за овие помалите патишта. Секоја година имаме набавка на услуги за чистење на снег. Да, а имаме две. Јас не сум сигурен дека има анализа дали и со колку годишни јавни набавки ние ќе сме набавиле сами таа механизација, односно овие јавни предпријатија, бидејќи јавното предпријатие како такво е еманација на државата, но државата формирала фирма, компанија, предпријатие, затоа и го содржи зборот предпријатие, да располага и да биде доходовно. Треба да е самоодржливо. Зошто ние набавуваме? Ние немаме одговор на овие прашања и во суштина ризиците од корупција тука се јавуваат, бидејќи почетокот на емисијава почна со ризици за корупција. Ризикот за корупција почнува секогаш кога набавуваш нешто. И сега, ајде да спречиме она што не мора да го набавиме, да не го набавиме. Се сеќавате на, еве ќе дадам и друг пример, на старите приказни како во затворите самите затвореници одгледувале зеленчук, имале пекари и слично. Сега се набавува. Зборувам за пристапот на државата кон употреба на своите средства. Зошто толку многу се оди кон набавка? Зошто имаме над 1 милијарда издадени, мислам, јавни расходи во јавни набавки во централно и на локално ниво, а немаме, да речам, повеќе инвестиции во нашите јавни предпријатија. Ако веќе формирам предпријатија, ако веќе формирам па и АД во државна сопственост, зошто ние тоаш повторно ние тоа АД во државна сопственост, тоа прави јавна набавка за друг приватен партнер. Зошто ние тогаш тоа АД во државна сопственост? Тоаш нека спроведе владата набавки. Сакам да кажам, проблемот е подлабок. Не е дали е овој случај спорен или не. Да, но низ конкретни случаи ги анализираме генералните системски проблеми. Да. Зборувам за ризиците од корупција. Значи, корупција, ризик од корупција, ако го дефинираме како веројатност да се случи корупција, е секогаш поголем кога имаш некаква набавка. Како да го превенираш? Имај помалку набавки или имај набавки кои што се да речам неопходни. Ако има начин да не се оди со јавна набавка, зошто да се оди со јавна набавка? Ако може да стопанисува, јас навистина не можам да разберам, ако има неколку клиники тука кои што може да стопанисуваат со паркинг просторот, зошто е потребно било кој друг партнер да постои? Зборувам приватен. Да. Така што мислам дека јавните набавки, концесиите, јавно-приватните партнерства треба да ги анализираме од овој аспект. Постапката може да е совршено како да кажам, напишана во законот, односно да биде процедурата совршено вклопена. И да нема никаков проблем формално правно гледано, но суштински има проблем. Јас затоа велам, граѓаните не мислам кај нас дека реагира, дека е спорно што оваа фирма добила, таа се јавила една. Сега ако одиме подлабоко дали е местена тендерската документација, навистина не би сакал натаму да ги инсинуирам. Но граѓаните се фрустрирани зошто воопшто го има ова. Тоа е проблемот во овој случај. И само да се надоврзам. Пример, кажа за чистење снег. Имаме јавна набавка за патиштата, за чистење на патиштата. Да. Тргнете од тука до Охрид, патиштата се полни со ѓубре. Или, на пример, јавно предпријатие Национални шуми.
во некоја 99 година донесуваат одлука дека треба да ги тргнат некако несуштински дејности, да ги тргнат секачите, дотур превоз на дрвати и така натаму. Сега предпријатието примило 400 секачи, а тендерот за дотур сеча и превоз е најскап. Значи, небулози. Она што вели и Битраков треба, значи, посуштински да се гледа и подомакински да се располага со државните ресурси. Дури ние во националната стратегија предлагавме еден закон кој што ќе ги третира јавните предпријатија и акционерските друштва каде што државата, нели, е доминантен собственик, да бидат под една капа. Зашто вака нешто под еден закон, нешто под друг, под овде ќе чепнеме, под онде ќе чепнеме и да. Примери на добро управување или на несоодветно управување има многу, но со овој дел завршуваме. Сега одиме на реклама, па по рекламите се враќаме малку и околу делот на правосудството. Да, се враќаме по рекламите, продолжуваме со темата борба со корупцијата, добро владење, како што најавив пред рекламите, околу делот за правосудството. Критиките во однос на борбата со корупцијата, за обвинителството и судството се веќе повторувани многу пати и ги знаеме, но она што во овој период сме сведоци е се почестите акцијата на власта кон правосудството. Смени, интерпелации, додека власта од друга страна пак има подпишано една реформска агенда каде што треба да работи на закони. Веќе според таа агенда до средината на јуни треба да биде донесен законот за судски совет, кој што ќе пропише јасни критериуми како ќе се бираат новите членови на судскиот совет. Дури во реформската агенда стои нови членови на судскиот совет ќе бидат избрани согласно изменетиот закон, но сега се инсистира на тоа да бидат разрешени, односно дека не може да бидат разрешени, барем тие 5 члена од избрани од собранието да си поднесат оставки, има интерпелација закажана за во вторник и тоа на некој начин го отвара прашањето ако треба овие да си заменат, да дојдат нови, тие ќе бидат бирани по старите правила. По постоечките, ако нема да. Зошто такво инсистирање во последен момент, кога за неколку месеци треба да се донесе закон кој што ќе пропише да во надеж подобри правила, иако вие на почетокот рековте законите и не се толку лоши, но неопходно е да има и нов закон и тоа е нешто на што ние сме се обврзали и треба дури да земеме пари од Европската унија за спроведените реформи. Прво, ако појдеме од личниот интегритет на секој индивидуа, по мене, членовите на судскиот совет требаше да си дадат оставки. Неспорно. Но тоа не го сторија до сега, еве сега велат дека нема ни сега да го сторат. Во ред, меѓутоа, после состојбите во судството, верувам дека секој кој што е член на судскиот совет, а бил вклучен во оние, наречам, скандалозни случувања од пред 2 години, требаше да си даде оставка. Што се однесува до критериумите, односно начинот на избор на членовите во судскиот совет, ако не грешам, законот за судски совет беше донесен пред неколку години и беше реформски, беше значително подобар од оној претходниот. Ако не грешам, беше 2021 година. Или 20, седно, да. Во ред, дали 20 или 21 година. Ние повторно успеавме како држава да го извитопериме изборот на некој начин и тука доаѓаме до заклучокот дека законот како таков не може да ги поправи сите аномалии кои што ние можеме да ги најдеме. Видете, ние сме една мала држава. Во држава која што постои вкоренет клиентелизам, постои една послушност кон авторитет и овие органи кои што треба да се независни не се де факто толку независни колку што треба да бидат и овие состојби тешко се искоренуваат. За да се искоренат треба да почнеме со личниот пример. Сега ќе направиме една паралела која што можеби не е најадекватна, но ако говориме за тоа дека извршната власт, така ви рековте, извршната власт води војна на некој начин, води битка со судската власт, односно со судскиот совет, кој што не е ни дел од судската власт. Ако во извршната власт ги има исти овие појави, директори кои што имаат сомнително работно искуство, директори кои што имаат сомнителни исправи, кои што не сносат одговорност, односно не се разрешени, тогаш што имаш да бараш ни овие пак да се заминат. И обратно. Така што, добро, извинете се. За да си ја завршиме работата, треба секој да појде од, како да кажам, од својот личен пример во својот домен, па понатаму да очекуваме од другите. Инаку можеме да ги менуваме законите до бескрај. И тоа е можеби и најлесниот начин.
Како работам, правам реформа, менувам нови закони, во суштина не менувам ништо во практиката, во начинот на именување на функционерите. Добро, можеби па целта на тоа е дефокусирање од тоа колку се почитува професионализацијата во сопствените редови кон они од другата власт да се пренасочи вниманието. Како да кажам, значи начинот на избор на функционери, ако веќе зборуваме за тоа дека владата сака да се постави како пример, тогаш треба да го подобри кај себе, пред се. Ајде да видиме комисијата за избор и именување во владата да спроведува интервјуа за сите оние кои што ги именува на директорска позиција. Па дури и заведе, зошто да не? Точно, веде институтот, постои вршителна должност, институтот постои тогаш кога некое директорско место упразнато да го пополниш привремено додека обидеш јавен оглас и спроведеш постапка. Никој не спречува да се спроведе едно кратко интервју, дури и со оние кои што треба да бидат веде директори. Од друга страна, иако нема закон, на почетокот спомна Билјана дека го нема законот за висока раководна служба, па иако нема закон, тоа што не пишува дека мора да се спроведе интервју, не значи дека не може да се спроведе интервју, владата може да спроведе интервју. Но не го правите. Од тука, за да дојдеме ние до ситуација во која што ќе имаме добро владење, мислам дека е пред се неопходно секоја институција самата да појде од своите редови. И ние тоа може да го видиме во држави поразвиени, дека практично овие поделени власти или гранки на власт има checks and balances во таа смисла. И едната и другата се обидува на најдобар можен начин да го спроведе законот. И кај нас дури гледаме ни општини каде што довербата во градоначалникот и во советот е огромна, бидејќи тој градоначалник и тој совет работа транспарентно. Пак на крајот на криштото тоа е прашање на волјата. Дали ќе го смениме законот за судски совет и ќе ги избереме по нов или по постоечки режим новите членови, ако под услов овие се разрешат, по мене е секундарно прашање од аспект на својата важност. Пред се треба да разговараме за тоа како да ги промениме практиките и начинот на размислување. Тоа, по мене, ќе дојде само со антикорупцијска едукација, на сегашната антикорупцијска комисија, мислам составот на сегашната државна комисија за спречување на корупција, во рамките на самата влада, време ние да речеме доволно беше со овој начин на функционирање. Од сега ќе ги именуваме директорите на начин на кој што ќе биде транспарентен и ќе одговара на потребите на тој орган, и ако почне да се работи онака како што треба, верувам дека со тек на неколку години ќе се промени. Нема да добиеме ние веднаш промена, но од некаде треба да тргне промената. За да тргне, ако велиме дека владата е предводник на борбата за интегритет, тогаш е најдобро владата да тргне од своите реди. Владата именува околу 100 директори. Ние како граѓани веднаш ќе препознаеме ако тие директори се именувани по мерит, ако тие се интервјуирани јавно, ако тие имаат CV зад себе, веднаш ќе препознаеме. Дали ќе се веде извесен период па ќе станат директор, дали ќе бидат веде неколку мандати, можда и за граѓанинот обичен не е толку важно. Факт е дека веде институтот се злоупотребува, но тоа и не е најважното. Најважното е да биде лице кое што е способно да врши својата функција. Но проблемот е способно, ама зашто? За својот личен интерес. Искуството покажува дека се партиски битните не ги исполнуваат. Еве ги спомнавме дискреционите овластувања и велиме сега постои злоупотреба. И факт е дека постои. Значи, владата или градоначалникот на локално ниво именуваат функционерите, имаат дискреционо овластување откако ќе објават јавен оглас да одлучат кој ќе одберат. Така, условите се 5 години работно искуство, 300 еката се кредити без разлика во која област и да немаш забрана за извршување на професија, дејност или должност. Еве се јавиле тројца кандидати, дискреционо се бира. Не е тоа проблем. Ворете да има дискреционо овластување. Го бирам оној кој што можеби политички има уверувања слични со моите. На крајот на криштото овие кои што се директори на органи во состав на министерство и самостојни органи спроведуваат политики на владата. Но ние знаеме случаи каде што кога ќе видиме ние како граѓани образложение на дискреционата оцена, зошто сум одлучил така, ќе веруваме. И тоа не е елена проблем на закон. Ние во законот за општа управна постапка, ако не грешам во почетните членови, уште 2015 година имаме одредба според која дискрециониот акт треба особено да се образложи во делот на слободната оцена. Во законот за спречување на корупција и судирни интереси имаме некоја слична формулација, дека слободната оцена треба да се образложи. Дека треба да ги земе во предвид сите мерки, сите околности. Еве и за прием во работен однос да зборуваме. Еве имало лице кое што било петто рангирано и тоа е примено, а не е примен прворангираниот. Ако е тоа образложено,
Не е проблематично. Може би овој завршил на Харвард, овој завршил на некој друг универзитет. Овој има повисок просек, кој што не бил на Харвард, ама па овој на Харвард повеќе го цениме. Тоа се образложува. И да, тоа во нашите закони постои. Но дали се прави така во реалноста, бидејќи знаеме еве какво е вашето искуство по конкретни предмети, навистина јавноста преку медиумите била шокирана од какви биографии поминуваат на какви позиции, па можеби затоа и сомнешта така е, но тука останала. антикорупцијската едукација, како да кажам, повикана, односно тука го очекуваме нејзиниот импакт. Тука треба превентивниот аспект на корупцијата да го гледаме. Ние никогаш нема да ја спречиме корупцијата на долг рок ако почнеме еден случај по случај да ги коригираме. Тоа нема да се случи. Ние треба да го поставиме системот така да функционира да не е можна или да е помалку веројатна корупцијата. Ако почне вака да функционираме, почнеме како институции, можеби имаме шанси. Факт е дека овие се тешки, како да кажам, тешки промени, долготрајни, но треба да се почне. За да се почне, треба секоја институција да почне од своите редови. Какви се вашите искуства, Билјана? Па вака се би кажала дека за да почне секој од себе, нели? Треба да биде искрен према себе, кои му се мотивите за да влезе на некоја функција или нели да работи во некоја институција и така натаму. Кои се мотивите? Кои се мотивите на луѓето што влегуваат во партија? Прво за да добијат вработување. Мислам, тоа е нашата реалност, разбирате. Значи, за да добие некаква функција, за да ги користи привилегиите на службени возила, не знам, на патни трошоци или на плаќање на стан или не знам. Ги има многу на број. Се тоа трошење на државни ресурси. А ако рече државата, односно да се согласиме сите, ајде да го затвориме вентилот на сите тие привилегии, ќе работите ли вие само за јавен интерес, па да видиме колку луѓе ќе останат. Прво е тоа. Секој да тргне од себе, се согласувам. Со личен пример најмногу се придонесува и понатаму да се покаже интегритет. За едукацијата. Организиравме ние со претходната влада која беше тогаш во 22 година, нели, едукација за културата, судирни интереси, етички кодекси и така натаму. Знаете колку министри дојдоа? 5. Од цела влада, 5 министри беа заинтересирани да слушаат. Тоа е нашата реалност. Кажувавме, дававме представки до кабинетот за добро владење, кога ги гледавме игрите со фудбал, кошарка и така натаму. Злоупотреба на службени возила. Тука застануваме. Значи, што понатаму се презима? Што викаат старите, ти го плукаш, он мисли врна. Значи, не може така. Така не може. Што сме гледале при вработувањата? Како намерно се изигрувал законот? Па вие гледате дека во очи вработување ако треба некој да влезе, ќе се смени систематизацијата, ќе се креира работно место. Ке се објави огласот, често пати огласите се злоупотребуваа. Например, ако вика во систематизацијата, имаше таков пример, потребно е минимум 1 година работно искуство. Во огласот гледаме до 1 година, бидејќи кандидатот нема ни 1 година работно искуство, значи се мести огласот за одреден човек. Понатамо, дали се бодуваат кандидатите, дали се направила ранглиста. Па имавме случај кога јас се согласувам да се употреби дискреционото право за од тројца еден да изберам, да, ќе изберам. Ама да го земам 41-иот, а нема да го земам првиот кој што завршил на прочиен универзитет и кој што ден денеска оди по 2 недели патува и врши операции во друга земја, затоа што нашата клиника тука не го прими. Тоа не можам да го разберам. Ме разбирате? Да. Значи, интервјуто, како може интервјуто да биде пресудно? Значи, таму се зима во предвид успехот, тестот што тогаш се отворил, значи тестот е баш од таа проблематика што треба да работат, бодовите од тестот, бодовите од образованието, сето тоа паѓа во вода за сметка на интервјуто. Кај го има тоа? Значи, тоа е целосна злоупотреба, целосна злоупотреба на дискреционото право, кое што пак ќе кажам црпи сила од политичката волја. Да, но тука има тоа е она што може да го наречеме верижна реакција на корупција, еве нека не е корупција, на лошо владење. Ако имате министер кој што именува директори кои што не се по мери дојдени таму, едноставно немаат добра програма, не заслужува да се на тоа место, па дури некојаш не ги исполнуваат ни условите и се веде директори. Истите тие веде директори знаат дека не се дојдени на таа функција по мерит и тие ќе враќаат на министерот. И во интервјуата, ако зборуваме, бидејќи насетив дека примерот е за здравствени установи,
тие исто така ќе бидат лојални на министерот, а не на установата. Затоа велам, проблемот кај нас почнува од највисоко ниво и оди надолу. Ако се сеќавате, имаше поранешниот премиер една изјава, како беше, на високо ниво не постои корупција, долу е корупцијата. Тоа не е така. Корупцијата доаѓа од најгоре па надолу. Кога ќе видиме ние пример најгоре на хиерархијата, тогаш ќе како да кажам, ќе има транспонирање надолу во рамките на самата административна хиерархија. Ако директорот на еден орган е поставен по мерит, еве да речеме министрите се политички именувани. Но ако директорот е поставен по мерит, има јасна линија на отчетност пред министерот, и натаму ќе се транспонира таа, да речам, ревностност во работењето. Па натаму имаме раководители на сектори, имаме раководители на оделенија, имаме поединечни работени. Секој еден треба да му одговара на оној пред, но тоа стига на крајот до врвот. Ако имаме ние ситуација во која што директор се именува по неколку пати во текот на мандатот на една влада, ако имаме ситуација во која што доаѓаат директори од надворни органи во состав на министерства и самостојни органи кои што немаат никакво искуство во рамките на работењето на органот или во јавните установи, нема да дојдеме до подобар резултат. Затоа велам, законите кај нас и не се толку голем проблем. Ќе се надоврзам она што кажавте за високите позиции, токму затоа јавноста кај нас има впечаток дека всушност за корупција обично одговараат пониските ешелони, особено кога ќе се открие во јавноста, но до главата речиси никогаш не се стасува, и да се стаса ќе се спаси на некој начин, дали преку законски измени, амнестии, помилувања и така натака, и таа перцепција која што кај граѓаните предизвикува. И уште повеќе би се надоврзала на коментарот, не само што не даваат отчет, даваат на предпоставениот, туку даваат отчет во партијата. Добро, ние сме имали такви јавни изјави и се уште кога ќе биде избран некој функционер, му се заблагодарува на му се заблагодарува на партискиот лидер, председателот на партијата. Да, е многу јасно кој го поставил на таа позиција. Целосно партизирана држава. Треба да се постигне баланс. Има една студија на ОЕЦД за високи раководни функции во рамките на државната управа и вика, помеѓу министерот и вработениот во јавниот сектор има едно ниво кое што го вика Д1 директори. И велат, тие треба да се блиски до политиките на владата. На оној кој што ги именува. Нормално, не може да именувате некој кој што апсолутно не верува во вашите политики, а треба да ги спроведе. Но треба да има високи стандарди за тоа кој ќе стане директор, односно високи критериуми, и да се труди оној кој што именува да биде транспарентен. Тоа е оно што кај нас го нема. И за тоа не треба ниту закон, може да има закон, но не е неопходно, ниту пак ако има закон ќе знаеме дека тоа ќе се коригира. Но кога нема волја и свест и понатаму што правиме? Тоа е оно што го зборуваме. Треба да созре општеството, што би рекол Чепреганов. Да почекаме уште уште колку време да почекаме. Нема матурирано општество. Јас мислам дека општеството е созрено, јас мислам дека оние кои што се начело на политичките институции, партиите кои што ги запоседнуваат институциите, нели тоа е нивната причина за постоење, не се свесни, бидејќи кај нас не гледам дека многу граѓани се задоволни од состојбите. Не е така, ние можеби пред две децени. Ама граѓаните ги бираат тие. Свеста на граѓаните доаѓа до израз на избори. Така. Ви благодарам многу што бевте мои гости вечерва. Вам почитувани, ви благодарам што гледавте Топ тема. Останете на програмата на Телма. Добра вечер.